7 стари занаети во Куманово денеска беа свечено субвенционирани на отворениот саем за мало стопанство во Занаетчискиот дом во организација на Регионалната занаетчиска комора и Фондацијата за поддршка и развој на мали и средни претпријатија. До сега регистрирани се 15 на занаетчи, а услово да се добие субвенција од општина Куманово е поседување на занаетчиска дозвола. Посетителите имаа можност да ги разгледаат штандовите и да купат уникатни занаетчиски изработки. Четврта година поред општина Куманово ги поддржува занаетчиите, како резултат на што многу стари занаети кои што беа на изумирање веќе се возобновуваат како семејна традиција, кажа градоначалникот Максим Димитриевски. Занаетчиите во Македонија ги поддржуваме преку активните мерки на Министерството за економија и труд, но и преку поддршката на занаетчиските комори за поголема едукација за ретките занаети, истакна Маријан Ристевски, заменик министер за економија и труд. Занаетчиите пак порачаа во иднина надлежното министерство да се погрижи за субвенционирањето на старите занаети. Ние четврта година организираме сајме благодарение на началникот на Советот и на локален економски развој и така да успеавме ова година да се пријавуваат и другите градови каде што во иднина заедно со началникот ќе направиме саем национален, мислам дека и меѓународен, за тоа што не треба да се почитува старата историја наша, културата, старите занаети, но ова е слот на стари и нови занаети каде што можат да имат B2B средби, да иновации, да видат како е можност да се просперира во пазарот на трудот и така да нашата општина е пионер во тоа и даваме пример на сите други градови како треба да се почитува историјата, традицијата и културата. Моментално имаме од Скопје, кај што е поголем град, од Охрид, од Велес, Битола, Прилеп, имаме занаетчи, така да горди сме за тоа што видоа дека имаме одлична символика за да ги представиме занаетите и микромалите фирми, семејните бизниси, за тоа што 90% од микромали фирми го сочинуваат и ја сочинуваат и економијата во нашата држава и така да ние даваме придонес и мислам дека ехот е големо во нашата држава. Од старите занаети имаме околу 10 до 15 стари занаетчи, но многу работа на црно. Ова е еден вид и промоција на тие стари занаети да ги привлечеме да се формализират. Затоа што субвенцијата дава и поттик за да се формализира и во иднина ќе смислиме заедно со градоначалникот со нашиот град како на друг начин да ги поттикнеме младите да се нафаќат за оваа работа и да ги поддржиме и финансиски и со сите средства што можеме ние како комора и како град. Ова е четврта субвенција во нашиот град и ќе бидат субвенционирани 7 стари занаети, од кои што уште 3 чекаме да се пријават, затоа што огласот се затвори, но само 7 се пријавија и нив ќе ги субвенционираме, но вратите се отворени и за останатите средства што ќе останат за намените за тие занаетчи да ги добиват. Нема високи критериуми, има само регистрирани да бидат и да имат занаетчиска дозвола. 7 се за тоа што од другите општини се плашат можеби да ќе ги повратиме, ние добро ги информираме занаетчиите дека овие се неповратни средства, помош за нив, мали се средствата имат големо значење. Значи, ние една општина не дала толку средства за старите занаети и ваква настани не направила. Нашата општина го направила тоа и ние ќе бидеме пионери и ќе се потрудиме на цела Македонија да докажеме дека занаетчиството е еден економски столб во нашата држава. Општина Куманово ги поддржува финансиски овие активности, можеби со символични средства, но од друга страна е многу побитно дека занаетчиството во нашиот град се крева, бидејќи во минатото стоеше само како збор, а денеска го имаме и во реалност и многу стари занаети кои што беа на изумирање веќе се возобновуваат како семејна традиција. Јас како човек кој што доаѓа од класично занаетчиско семејство во кое што се работело лимаро-браварството и дополнително сарачкиот занает, ќе продолжам да ги поддржувам заедно со Советот сите овие иницијативи. Податоците кои што ги бираат, што ги барате, ви се секогаш достапни во оделението за локален економски развој, но она што е суштинско е доколку не постоеше занаетчиството, немаше денеска да имаме индустриализација во Куманово, бидејќи сите тие производствени капацитети се тргнати од занаетчиски
работилници и процесот на индустриализацијата всушност доведува до момент на затварање на занаетчиството. Неопходна е државна помош за да истото се негова и ваквите манифестации буквално даваат голем допринос да им се даде на значење важност тоа што луѓето го сработили, особено во она што е многу популарно во светот денеска, на англиски наречено handmade или рачна изработка, е веќе присутно и на нашите пазари. Успеавме како општина да обезбедиме простор токму во овој објект овде, занаетчиски дом, кој што заедно во соработка со Комората на занаетчи и господинот Агрон го трансформиравме во една градска сувенирница, каде што сите наши занаетчи можат да ги изложат своите производи и да ги понудат на пазарот, особено на оние кои што доаѓаат вон Куманово, бидејќи сакаат да купат сувенир, и ние сме отворени за идни идеи и соработки. Сите што го посетуваат Куманово, генерално сакаат да заминат од Куманово со некоја рачна изработка, некој сувенир. Вообичаено најголем број на такви сувенири се грбот на градот, значи одредени одбележија, одредени ракотворби, така да ние сме задоволни со интензитетот. Втора година како функционира истата и верувам дека интерес за посета на Куманово ќе се зголеми, а ние како општина ќе продолжиме со подобрување на инфраструктурата, особено во централното градско подрачје. Идејата за работа на суверницата беше да биде финансирана од проектот самофинансирање. Ние сме отворени како општина за соработка, нема можност да вработиме лице кое директно во општината, кое би работило во друга организација, но секако постојат други форми, како што и формата субвенција или во годишната програма за развој на култура и други активности на општината, каде што би се обезбедиле преку советот одредени средства кои што би биле во функција на функционирање на тој продажен салон кој што е од општи интерес на Кумановчани. Занаетите се многу битна одлика во локалната економија, посебно на општините, меѓутоа и на државата. Преку активните мерки на Министерството за економија и труд ги поддржуваме не само занаетите, преку поддршка за купување на машини, алати и така натаму со повратни средства и секако преку поддршка на занаетчиските комори и регионалните занаетчиски комори за поголема едукација на занаетите, посебно едукација и обстојување на оние ретки занаети кои што ги има, се една богата традиција и култура на Македонија, македонското општество и економија. Меѓутоа да напоменам дека голем број занаети се продолжуваат и преку активните мерки од оперативниот план за 2025 година, така да голем број добри претприемачки идеи поврзани со занаетите ги поддржуваме со отворање на нов бизнес, го пратиме тој бизнес и има многу успешни примери во Македонија кои што го развивале тој бизнес, почнале од еден вработен, тоа е мерката на самовработување, меѓутоа и другите мерки, а понатаму преминале во мали и средни претпријатија за нас. Субвенционирање почна од кај нас, мислам дека треба да се пријали низ цела Македонија, затоа што старите занаети не се само потреба, туку тие се традиција која ние треба и мора да си ја сочуваме. Индустриализацијата си го прави своето, меѓутоа она што сме ние, сме нашите раце, она што произлегува од нас. Се надевам дека ќе направиме дополнителни напори, ова занаетчиска комора, галеријата што ја отворивме доле, што беше топ, одличен погодок, затоа што се покажа сувенирница дека навистина не достига. Имаме прекрасни села, Пчиња, село, преубави села кои може некако да исповржеме се и да направиме еден рурален туризам. Тоа е моја некоја идеја и идеја мислам знам дека и на вас. Ова што гледам пред мене, погледнав некои од штандовите, се прекрасни изработки кои не можат да направат. Индустријата не може да ги направи, затоа што во нив е љубов, идеја, фантазија, имагинација и затоа се толку скапи и безценети, како што сте вие Грон, и вие Лена, и вие Домка, безценети за општина Куманово. Ви благодарам на сите. Она што е интересно, што сакам да го кажам за секторот за евроинтеграција и стратешко планирање и креирање политики следење локален економски развој, е тоа дека секоја година пред подготовка на буџетот и повикува сите оние
на граѓани кои што имаат интересни предлози да се стават во програмата за наредната година и од таму доаѓаат сите они идеи кои што ги реализира нашиот сектор. Исто така, нашите прашалници се доставуваат и до советниците за да ги дадат идеите навремено за понатаму кога ќе продолжи тековната година да не се наоѓаат изговори се она како идеи дополнителни кои што не се имплементирани. Упорноста на Агрон и позитивниот дух за напредување на занаетчиството и идеите произлегоа уште у самиот старт кога стара председател на регионалната занаетчиска комора. Градоначалникот пак од друга страна секогаш дава отворена опција за давање на нови идеи без некоја блокада, без да кажам некое блокирање на она што сакаме ние да го реализираме. Благодарност за Советот на општина Куманово затоа што ниту една активност не може да се реализира без Совет. Она што сакам да го кажам во оваа насока, никогаш не справам говори, реално ќе зборувам со вас, е следно. Кога се однесува за економијата, која што е клучна за младите да не останат во државата, ќе кажам само неколку работи. Во моментов роботиката служи на луѓето. Да не дозволиме луѓето да служат на роботите. Ние постоиме од 92 година, тоест татко ми има почнато од 92. Кумановци сите ја знаат локалитета Ваканово на малото дуќанче што се вика, од 9 квадрати, од таму почнаме. Со текот на времето се проширивме, почнаме мало производство на готова чевла, али сега моментално се ослонивме само на поправка. Значи, после работење на татко ми, останавме, продолживме јас и брат ми. Тој си остана доле во Табакана, тоест сега е префрлен карши веднаш до доктор Ѓошета, Кумановци тоа го знае. Јас сум на трета македонска карши гостиница дома. Значи, тоа вршиме поправка, исклучиво само поправка. Од сега, од лани, оведовме нова програма, тоест почнаме со чистење, перење на патики, тоа е нешто ново. На овој настан добивме субвенции од 15.000 денари, што е нешто мало, али јас мислам дека треба субвенционирање да се врши на централно ниво, тоест преко министерство, затоа не што ни е помош, него едноставно да обстанеме. Значи, не е немогуќа мисија да работиш 8 сата, како сите нормални луѓе што работат 8 сата без сабота, не може да се обстане. Значи, ова треба да не е помош, него еден вид да обстанеме. Јас сум Валентина Миленковиќ, значи со овој занаед се занимавам од многу одамна. Меѓутоа, задните 2-3 години сам посветена, да кажеме, 80% од работата. Тоа ми е нешто што ми е во срцето, ме движи, многу љубови имам посветено и пресречна сам на секој производ кој ќе го изработам со мој раце. Мајка ми пренесе таа љубов, она ме научи на некои основните бодови, а понатаму од социјалните мрежи. И инспирација земам и од другите жени што изработуваат вакви уникатни изработки. Јас дел од моите производи имам и во сувенирница во град Куманово. Можда повеќе има интерес на море кога отидам, пошто таму се странски туристи, они повеќе пари имат и таму можда повеќе продавам него во Куманово, али има. Задоволна сум.